За време на одржувањето на овогодинешниот меѓународен саем на книгата во Скопје, во салата Борис Трајковски од 8 до 12 мај, ќе се одржи и првиот меѓународен фестивал Биди дете. Токму за таа цел денеска ќе зборуваме со еден од организаторите, господинот професор Христо Петрески, основач и директор на издавачката куќа Феникс. Господин Христо, добре дојдовте. Добре ве најдов. Благодарам за најавата. Станува збор и вие, како што рековте. За прв пат се организира овој фестивал Биди дете. Да. Каква е замислата на овој фестивал? Па веднаш да кажам дека станува збор за меѓународен фестивал, наменет исклучиво за литературата за деца и млади. Се разбира дека тука ќе ги има децата, но тука ќе бидат и возрастните. Сметаме дека подолго време на Македонија и недостасуваше еден ваков фестивал, со оглед на тоа дека литературата за деца и млади во Република Македонија во последните години има еден забрзан развој и евидентно едно збогатување за разлика од еден подолгогодишен, подолгорочен застој, една стагнација, една марганизација на литературата за деца и млади, поточно кажано, таа беше подценета. Едноставно се сметаше дека е второстепена, дека полесно се создава литература за деца и млади отколку за возрастни, што не е точно, но како и да е, еве се одваживме, сакаме годинава да кажеме дека литературата за деца и млади зазема посебно место, дека е мощне битна за создавањето и описменувањето на новите и млади читатели. На какво ниво се наоѓа сега литературата за деца? Па литературата за деца, јас кажав пред малку, се движи по нагорни скали, ама се уште не можеме да бидеме... Се уште не е на некое задоволително ниво. Па за жал не е, не можеме да бидеме толку нереални оптимисти и да се лажеме себе си, да ги лажеме другите. Едноставно кажам, литературата за деца и млади во Република Македонија не ги следи современите актуелните текови и движења, за разлика од случувањата во странство, но радува фактот дека конечно почнуваат да се јавуваат и помлади автори и да се обработуваат и теми кои што досега не беа третирани во литературата за деца и млади, едноставно затоа што се третира само неколку теми, а тоа главно беа доаѓањето од руралната во урбаната средина и некои теми родители и деца и слично, но немаше книги кои што говореа за лицата со посебни потреби. Исто така во литературата за деца и млади наспроти бројните разводи и слично, немаше раскази, романи, па и поезија за деца кои што живеат без родител или со едниот родител. Понатаму, многу малку во литературата за деца и млади, зборувам на македонската, се пишува за дрогата и другите зависности, алкохол и слично, значи за пороците. Исто така, многу малку во самите творби има иновации. Се уште се пишува на еден класичен старомоден начин, па ние се чудиме зошто нема читатели, ама овие деца, не се поранешните деца, овие деца имаат дома видео, имаат телефони, лаптопи, мобилни, живеат во друго време, во некое ново вселенско време, урбано, динамично. И сега, едноставно, мора вие да бидете многу духовити, значи да им дадете шега, досетка, хумор. Исто така мора да бидете многу креативни, да не им попувате, да не бидете толку дидактички, кој ни кажете, ова не го прави. Напротив, треба да им кажете, направи го ова и да ја свати детето иронијата и таа обратна порака. Но нашата литература за деца и млади, за жал, се уште се бара себе си, за разлика од окружувањето. Например, многу понапред се соседите, посебно во Србија. Во Србија е многу развиена литературата за деца и млади, а да не зборуваме во светот, во светски рамки, таа е најдоходовна гранка. Значи, најмногу пари се прават со изданија за деца и млади. Кај нас е обратно. Ама и тука треба и да се потикнат, значи, читателите да се створат уште од најмала возраст.
Главниот проблем за кој што ние фактички денеска говориме и затоа и покренувањето и нови фестивал е читањето, односно нечитањето. Ние мораме да создадеме читатели, а читатели не се создаваат кога се студенти или кога се средношколци. Туку се создаваат уште од градинка и потоа во основното образование. Меѓутоа, не се создаваат принудно, присилно. Ако вие само им дадете 5 книги во текот на годината задолжително да ги прочитаат како лектира, тоа е многу малку. Второ, прашање дали вистински тие деца ги сакаат тие книги, дали ги читаат вистински. Јас знам дека обично децата утре имаат лектира, вечерва ја читаат лектирата и ја читаат на еден многу површен, многу формален начин. Лектирата не треба така да се чита и да се обработува. Треба да им се даде на децата како вие ова лектира би ја продолжиле. Или само за еден лик, кој лик ви се допадне, само за тој лик говорите. Не, а не 300 страници ги чита на прескок или, да бидам попрецизен, бара прераскажано ако најде на интернет, ако не најде на интернет, тогаш некој другар што е прочитал, па да му прераскаже, па да препише и слично. Значи, ние се играме глушец и мачка. Читањето на лектирите е многу малку и е формално. Треба да се читаат книги, кои што децата ќе ги читаат со задоволство. А кои се тие книги што ќе ги читаат со задоволство? Пред малку кажав. Тоа се книгите кои што се актуелни, кои што се современи, кои што се авантуристички, кои што на еден индиректен начин ќе го збогатат детството. Од типот на Гуливеровите патувања или Робинзон Крусо, или 20 мили под морето, или Вселената и слично. Јас да се пофалам малку од минатата година и јас сум влезен во лектирата со книгата Златното јаболко и други бајки и мислам, првите печатоци ми се позитивни, дека таа книга ја читаат не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Знаете зошто сакаат? Затоа што станува збор за 3 бајки, кратки се, прво, второ се бајки. Не име напор да ги прочитаат тие 50 на странички. И второ, јас во тие бајки на крајот имам и прашања што по прочитаното. Како дојдовте до идејата за еден ваков фестивал да организирате и колку време траеше сета таа организација? Ова идеја е дамнешна. Ние со години се подготвувавме за еден ваков фестивал, затоа што, како што реков предмалку, во нашата средина не само што нема голем број на автори што пишуваат за деца и млади, нема ни многу списанија, нема ни многу книги, нема ни многу награди и признание. Едноставно кажано, децата се осакатени, се осиромашени со нови книги, со нови изданија, со нови радости. И токму затоа сакавме да направиме еден фестивал кој што барем неколку дена ќе донесе нешто ново. Значи, идејата беше давнешна, подготовките исто така повеќе годишни и веруваме дека годинава ние ќе го засадиме стеблото. Значи, дрвото ќе изрти, ќе пушти корен. Но, допрва овој фестивал треба да се развие, како што е фестивалот на детето во Шибеник и други фестивали или Змаеви детски игри во Нови Сад. А зошто токму ние? Едноставно кажано, затоа што мојата издавачка куќа Феникс, која што постои веќе 27 години, спаѓа во редот на неколкуте издавачи во Македонија кои што објавуваат литература за деца и млади. Значи, ние паралелно, колку што објавуваме за возрастни, објавуваме толку и за деца. И дури слоганот на нашата издавачка куќа е книги за сите генерации. Или попрецизно кажено, една господја која дојде на штандот на Феникс, на сајмот на книгата, рече: па јас моите деца ги изучив, така таа рече, со вашите изданија. Јас реков, како ги изучивте со нашите изданија? Па рече, прво им купував боенки, потоа сликовници, па енциклопедии, а сега тие завршија факултет, сега си купуваат самите тие ваши хитови, бестселери и слично. Значи, тоа беше едниот момент. Вториот момент што ние имаме списание, се вика Нов круг, списание за теоретско следење на литературата за деца и млади. Значи, тука се објавуваат прикази, рецензии, критики, бидејќи тоа во Македонија го немаше. Значи, во Македонија има неколку списанија за деца со песнички, со раскази, меѓутоа, ние овде објавуваме сериозни текстови од универзитетски професори, од критичари. И тоа списание Нов круг беше нешто што исто така не охрабри, покрај бројните изданија што ги имаме за деца, значи боенки, сликовници, енциклопедии, лектири за основно и средно образование. Но објавуваме и голем број
книги од македонски писатели за деца. Значи, ние сме издавачи на книгите од Велко Неделковски, Киро Донев, Билјана Станковска, Трајче Кацаров. Домашна детска литература. Апсолутно. Ништо не е случајно, значи требаше да дојде време, требаше да дојде тој миг, кога ние едноставно рековме, ајде сега да направиме едно заокружување. Тоа требало да се случи во 2019 година и ќе се случи, како вие што не јавивте, наскоро, за време на Меѓународниот сајм на книгата. Таму ќе продефилираат и ученици, и возрастни писатели, ќе имаме гости во странство. Каква ќе биде програмата? Што ќе понуди фестивалот? Па ние... Освен овие гости кои што... Ние сме поприлично амбициозни со програмата. Имаме тркалезна маса за македонската литература за деца овде и сега. Значи да видиме за ова се што говориме, до каде сме стигнале, што понатаму и слично. Понатаму ќе направиме една ликовна изложба и работилница, бидејќи ликовноста е многу поврзана со литературата за деца. Значи, тука ќе ги имаме цртежите од учениците и од возрастните на тема Биди дете. Потоа ќе имаме избор, бидејќи имаме исто така уште еден конкурс за најдобри творби на тема Биди дете, значи песни, раскази, драмски текстови и слично. Исто така од возрастни, значи од писатели и од деца. Понатаму ќе имаме настап на неколку автори од странство. Значи ќе гостуваат неколку писатели од странство. Ќе доделиме наградата Ана Франк на професор доктор Тихомир Петровиќ, кој што доаѓа од Универзитетот од Сомбор, од Педагошкиот факултет. Ќе доделиме наградата Големиот принц на познатиот македонски писател Киро Донев. Понатаму ќе направиме промоција, како што реков пред малку, на неколку изданија. Пред се ќе промовираме новиот број на списанието Нов круг. Ќе промовираме неколку изданија кои што се од серијата Учење низ игра. Тука спаѓа Чекор по чекор до правилен говор, Како до правилно, брзо и лесно учење низ игра и едно издание за кое што јас мислам дека ќе биде атрактивно, Кога големите беа мали. Во тоа издание Кога големите беа мали, во таа книга ние имаме текстови за Анџелина Џоли, за Бред Пит, за Ѓоковиќ, за Бекам и други светски личности, каде што тие раскажуваат кога биле деца, каде учеле, што учеле, за нивните родители, за нивните учители и слично, но во истата книга има познати личности од Македонија, кои што исто така ќе зборуваат за нивното детство, за нивните анекдоти, случки, спомени и слично. Веруваме дека ова издание ќе биде многу привлечно, бидејќи на таа промоција нема да биде Бред Пит и Анџелина Џоли, онда предкажувам, ама ќе бидат познатите личности од Македонија присутни. Наши домашни. Нашите, да. Значи ќе има тука и пејачи, и спортисти, и писатели, и актери и слично. Ќе имаме еден надпревар во рецитирање поезија за деца, и тоа поезија од Ванчо Николевски, Васил Кунавски и Видое Подкорец. На овој начин, малку подзаборавените, а можне популарните и нашите најдобри автори ќе бидат присутни, значи преку рецитирањето на нивната поезија. Скратено кажано, ќе го представиме и доаенот на детската илустрација и цртеж Миле Топус. Скратено кажано, ова ќе биде еден динамичен фестивал. Се разбира дека ние не ќе можеме да го узурпираме сајмот на книгата само за нашиот фестивал. Туку ќе влезиме само во неколку термини што ќе ни бидат таму овозможени и ќе направиме една анимација на самото место, значи на самиот сајм. Но и други активности ќе следат потоа во културниот центар Феникс, бидејќи и овој фестивал и сите фестивали не треба да завршуваат само за нивното време траење. Значи овој фестивал ќе продолжи и понатаму. Така. Какви се вашите очекувања од фестивалот? Па јас Не зборувам само за оваа прва година, туку и за годините што следуваат. Кажавте дека сега ќе се засади стеблото, но какви се вашите очекувања за понатаму? Или пак рано е се уште? Не, моите очекувања се многу големи, иако ние се што правиме со скромни средства, буквално правиме со сопствени средства, но веруваме дека
во иднина дека и Министерството за култура ќе го поддржа тој фестивал, бидејќи сметаме дека овој фестивал навистина им недостасува и на учениците и наставниците, бидејќи преку овие наши конкурси ние им даваме можност за креативно изразување, значи за творење, за надпревар. Второ, сакаме учениците да дојдат организирано, па се разбира може и поединечно, на сајмот, да се сретнат со писатели, да настапат, но да бидат и публика, значи и гости, бидејќи, како вие што рековте пред малку, нема друго место кое што е толку добро, толку убаво, толку атрактивно, како што е сајмот на книгата. Наместо да ги земете децата и да ги шетате во некои фабрички дворови и слично, што е исто така интересно и убаво, меѓутоа, првенствено мислам дека сите училишта од Република Македонија, задолжително, како што е во Србија, треба еден ден да бидат присутни на сајмот на книгата. Сега, бидејќи нашиот фестивал ќе трае неколку дена, значи тие ученици ќе имаат можност во тие различни денови да присуствуваат на дел од таа содржина. Значи ние не сакаме сето тоа да биде во еден ден и сето тоа да трае само половина или еден час. Затоа во повеќе сегменти, во неколку дена ќе имаме различни содржини. Во еден ден ќе имаме тркалезна маса, во друг ден ќе имаме вручување на награди, трет ден ќе имаме настап и изложба на ликовните творби. Целата програма е поделена во неколку сегменти, во неколку денови. Скратено кажано, ние многу очекуваме од овој фестивал и јас ќе бидам среќен и радосен ако фестивалот биде дете, а почетоците наши се многу охрабрувачки, бидејќи конкурсите покажуваат дека има голема заинтересираност, посебно на учениците и на нивните ментори, за ликовните и литературните творби. Но ние сакаме не само да бидат избрани најдобрите ликовни творби или најдобрите литературни творби, туку сакаме децата да, заедно со нивните наставници, бидејќи е фестивал за нив, за децата, за учениците, за најмладите и нивните родители, да присуствуваат на овие свечености каде што ќе си купат книга, ќе присуствуваат на изложба, ќе се сретнат со писатели, едноставно кажано да биде тоа празник и свеченост на литературата и творештвото за деца и млади. Кога викам творештвото, мислам и на ликовното творештво. Генерално според вас, бидејќи вие сте секоја година учесник на сајмот за книга, значи за фестивалот биде дете, ја кажавте програмата и се гледа дека тоа ќе биде богата програма, меѓутоа дали има доволно содржини генерално целиот сајм на книга? Па да ви кажам, сајмот на книгата трае неколку дена. Иако моје размислување е дека овој сајм треба да се одржува барем 2 пати годишно, да се одржува во пролет, ама и во есен. Посебно во есен, кога родителите трчаат да купуваат прибори и слично, мислам дека во септември е идеален термин за овој сајм на книгата. Бидејќи тоа ќе си купат поевтини лектири, ќе си купат и школски прибор, значи на комбинација на училишна презентација, да речем, на тие материјали што им се потребни, ама и на изданијата за деца. Малку се неколку дена за да се направи богат и содржаен сајм. Уште повеќе, бидејќи нашиот сајм на книгата во Скопје е продажен. И ние сите како издавачи гледаме тие денови што повеќе да продадеме. Значи, на овој сајм токму недостасува тој сегмент. Да не биде се само продажба. Значи, едноставно дојде човек, не мора ништо да купи, ама да присуствува на културен настан. Значи, многу малку има културни настани. Значи, многу малку писатели од странство доаѓаат. Второ, и тие промоции што се прават таму, се прават многу на брзина, разгласот е многу гласен. Нема услови. Едноставно кажано, нема услови за човек да дојде на сајмот, малку и да се одмори, не само се замори, да си купи книга, малку да се одмори, да се сретне, едноставно каже, го видов тој писател, па да се сретне со писателот. Дури македонските писатели, кога е сајмот, и не доаѓаат на сајмот. Треба, едноставно, кога е сајмот, сите да бидеме таму.
и издавачите, и писателите, и читателите. Мислам дека тука Министерството за култура и Министерството за образование, тие треба конечно да им се обратат на училиштата од Република Македонија, и основни, и средни, вклучувајќи ги и градинките, нели, значи и Министерството за труд и социјални работи, задолжително да го посетат саемот. Што значи тоа задолжително? Значи да влезе саемот во нивните програмски активности, како што посетуваат театарски представи, филмски проекции, така задолжително посетат саемот. Бидејќи на тој начин ќе се создаде една атмосфера, ние децата уште од малечки ќе ги научиме што е саем, што се книги. Тие таму ќе видат многу шарени корици, ќе видат Едноставно љубовта кон книгата ќе им се развива. Така се прави. Знаете, ако вие ги водите децата во кебапчилница, тие ќе барат кебапи. Ама ако ги водите почесто на саем на книги или во книжарница, нормално дека ќе бараат книги. Значи, ние како родители често не размислуваме, одиме по линија помал отпор. И децето го земаме таму каде што фактички ние сакаме, не водејќи сметка за интересите на децата. Детето сака друго, ама ние, и нормално дека детето ќе оди таму каде што ти го водиш. И нормално, ако ти на детето му купуваш само сладолед, ворете тоа, ама утре ќе речеш дебело е, па настинато, па има стомак. Ама купи му и книга. Значи, ја не сум против сладоледот. Меѓутоа, и нашите книги, некоја се дури поевтини од сладолед. Ама дај му сладолед, ама дај му малку и духовна храна. Зашто? Зашто е твое дете. И утре тоа дете треба знае да чита, треба знае да пишува, треба знае да се изразува, треба да биде писмено. Ама ние како родители често забораваме на тоа. Едноставно, мислиме дека тоа некој друг ќе го направи, дека ќе го писменат наставниците, дека ќе го писменат медиумите. Ама родителот, мислам дека има клучната функција и не треба да му биде сеедно дали детето прочитало 5 лектири во годината или прочитало 10 книги што не се лектира, што не се задолжителни. И втора, Што се дополнителни. Што се дополнителни. И токму затоа и овој саем. Значи овој саем е да помогнеме да се смени оваа ситуација. Најголем проблем е денеска читањето. Ние имаме денеска деца што не ги знаат буквите. Ако и знаат буквите, не знаат читаат. Ако знаат да читаат, не знаат да пишуваат. Зошто? Затоа што знаат само да Телефонот, таблетот пред нив. Тоа е најголемиот проблем на денешницата. Па голем проблем е. И ние буквално, ако го земите ракописот, вие ќе видите дека тоа не е ракопис, тоа не е ни ногопис. Значи, луѓето не знаат пишуваат, децата не знаат пишуваат, не знаат, возрастните ајде што не знаат. Може да заборавиле, ама дајте деца да ги научиме да пишуваат, дајте ги научиме да читаат. Јас бев изненаден на дете, ако му дадете текст, не знае да го прочита, кирилица, или обратно, може да знае англиски, знае латиница, не знае македонски, не знае кирилица. Имаме бројни проблеми, бројни теми од ова произлегуваат, не значи дека ние сите нив ќе ги решиме. Ама на овој начин, мислам дека ќе влијаеме и дека ќе промениме барем нешто и дека, еве, годинава ги поканувам и преку вашава емисија, сите родители со нивните деца да дојдат и на овој фестивал, ама и воопшто на саемот на книгата, да си купат некој издание за себе, за нивните деца, за подарок, за библиотеки. Ние имаме сега домови што немаат библиотеки. И вика, па што ќе ми е таа книга, има библиотека. Аман, Господи, па мора да има своја домашна библиотека. Зошто? Книгата не губи од вредност. И не губи, и ефтини се. Денешните книги не се скапи. Не морате секој ден, ама еднаш месечно барем купете една книга. И знаете, вие секој месец купувате на вашето дете, тоа ќе има 12 книги. И ќе прочита 12 книги. А вие не една книга нема да го купувате, и утре ќе ви каже наставникот дека вашето дете не чита, не го интересира книгата, јас според, нека игра и фудбал, не сум против тоа, се. Ама, ќе му треба писменост, ќе му треба зошто? Зашто утре заутре треба да заврши основно образование, па треба да заврши средно, па треба да заврши високо образование, па да магистрира, докторира. И како? Како ако уште од дете тоа нема навика да чита? И после се не е некој друг виновен. Проблем имаме и пред се ние и како родители мислам дека грешиме. Господине Христос, овас на оваа тема уште многу може да се зборува. Ние тука некаде сме на крај. Јас би ви посакала успех во првата година од овој меѓународен фестивал Биди дете и се надевам дека ќе биде доста успешен и во наредните години кои следуваат и дека ќе
ќе допринесе овој сајам на книга да се збогати за уште содржини и да биде потик и примери за другите издавачки куќи да организираат вакви културни настани каде што ќе ги привлечат децата и со тоа ќе создадат нова читателска публика. Па јас ви благодарам и токму тоа беше идејата. Едноставно да не ги малтретираме луѓето, еднаш на сајм да ги викаме, па после ги викаме на фестивалот на друго место, на друга локација, значи направивме еден спој. Бидејќи сметаме дека таму е најубавото место. Нели популарно е денеска тоа 3 во 1, ако може да се спои и 6 во 1. Ние буквално затоа велиме, нека повелат, нека дојдат на фестивалот и воедно на сајмот на книгата, бидејќи сметаме дека и во иднина овој фестивал ќе има возможи и другарување и дружење. Јас како дете многу се радував кога ќе видев некој од писателите што ги учев во лектирата или во учебниците. Мислам дека и сегашните деца сакаат да се сретнат со Киро Донев, ама не само со Киро Донев, и со другите бројни писатели што таму ние ќе ги поканиме и ќе бидат присутни таму. Ви благодарам и очекувам дека и вие како телевизија, а мислам дека МТМ е една од ретките телевизии која што посветува внимание на културата и ги следи културните настани, дека и вие во некој сегмент, во некој термин ќе не посетите таму и ќе пренесете дел од тамошните случувања, атмосферата за гледачите ширум Републиката. Секако, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, на вам ви благодарам за вниманието, а вие останете и понатаму со програмата на Прва Скопска.